Се наоѓаме во полициската станица за гранично наблюдување. Екипата на 1 ТВ денеска во мисија да види како изгледа еден работен ден на езерските полицајци. На самиот почеток на нашето патување со езерската полиција, временските прилики не се толку добри. Надвор започна да врне, а ние бевме принудени да се засолниме. Димов, дали ова често им се случува, Димовски, дали ова често им се случува на езерските полицајци и дали ваквото време е опасно? Значи, сакам да напоменам дека полициските службеници од полициската станица за граничен надзор постојано се на сите временски прилики и неприлики изложени, независно дали станува збор за лето или било каков друг период од годината. Тие се изложени на високи температури, на ниски температури во текот на зимските периоди, но примарно е да ја извршуваат својата работа во заштита на Охридските територијални води. Видовме како изгледаат временските неприлики, меѓутоа со што се соочува еден полицаец, односно еден полициски службеник од езерската полиција, како изгледа еден работен ден на езерските полицаи. Значи, екипата на 1 телевизија практично самата се увери дека полициските службеници од езерската полиција се ефикасни и во делот на извршување на работните задачи и во временски неприлики. Дождот беше силен, за среќа и краток, но она што е најважно дека во обезбедувањето на територијалните води полициските службеници се крајно професионални, осветени и најважно е што се обучени за ефикасно и ефективно делување на подрачјето на целото Охридско езеро. Како се вршат акции на вода? Дали има сирени, обиколки, дали практично акцијата на вода изгледа слично како оние на коп? Значи, морам да напоменам дека многу е важна соработката што езерската полиција ја има со останатите полициски службеници од полициските станици на целото крајбрежје. Тоа е важен момент во однос на успешноста на полицајците. Исто така соработката е многу значајна со капетанијата, со Црвениот крст и со сите други инстанции кои што имаат директна или индиректна поврзаност со ваквите активности. Координацијата, реков, е многу важна. Имено акциите течат во делот на преземање мерки на полициските службеници од езерската полиција преку пловните објекти, значи преку овие чамци на кои што и ние се наоѓаме, а останатите полициски службеници од полициската станица Охрид, Струга и придружните полициски канцеларии се соодветно поставени на територијата на копно, така што во изминатиот период ние сме биле, да речам, ефикасни во сузбивањето на сите видови криминалитет кои што се случуваат на подрачјето. При реализација на мерките, полициските службеници од езерската полиција вршат приведување на лицата кои што се затекнати во незаконити активности, ја одземаат целокупната стока која што ќе се пронајде во пловните објекти, мрежи, рибарска опрема, но значајно е да напоменам дека во изминатиот период ние сме реализирале и акција во која што е пресечен канал, воден канал на нелегална трговија со наркотици, имено околу 30 килограми марихуана е пронајдена во чамец во текот на преносот на транспортот практично на марихуаната. Акцијата е успешно реализирана со помош на полициските службеници од езерската полиција и соработка со останатите полициски службеници. Одземени се чамци, глисери, рибарски мрежи во една значително прилично голема должина и така натаму. И сето тоа е она што дава дополнителна тежина на работата на полициските службеници. Напоменувам се, одлична, во одлична форма, во одлична кондиција, добро ја знаат својата работа и се прилично ефикасни.
Сега ќе разговараме и со командирот на езерската полиција, Колевски, кој исто така секој дневно учествува во акциите кои се спроведуваат на Охридското езеро. Пред се кажете ни нешто повеќе за границата која што се наоѓа некаде на половина езеро, се уште не е одбележена, се уште трае тој процес на одбележување, меѓутоа вие точно знаете до каде е територијата на Република Македонија. Како? Епа добро, ево јас околу тоа прашање ќе ви одговорам дека подрачјето кое што го покрива полициската станица за граничен надзор Охридско езеро е со површина од 234 километри квадратни, односно тоа е од вкупната површина на езерските води на целото езеро, која што изнесува 350 километри квадратни, значи ние покриваме подрачје од 234 километри квадратни. Подрачјето, односно самата гранична линија, која што кажавте и сами во ведното ваше излагање, дека започната е постапка за обележување, меѓутоа за жал се уште до овој момент е необележена. Иначе граничната линија на езерските води е со должина од 23,5 километри, односно истата почнува од граничниот премин Свети Наум, каде што има полициска станица за граничен премин и граничен надзор Свети Наум, и се до другата страна, подрачје на Струга, односно селото Радовшта. Дали соработувате со колегите од другата страна на границата, дали можеби правите заеднички акции и дали некогаш се случило можеби случајно да преминете во водите на другата држава? Значи, тоа заеднички акции превземаме, да, секако, согласно договор, меѓународен договор подпишан помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Албанија. Имаме и заеднички патроли кои што ги превземаме континуирано секој месец. Имаме превземање мерки заеднички на наша територија, како и на територија на Република Албанија. Која е најопасната акција која досега сте биле приморани да ја изведете? Па видите, ние сме учествувале постојано сме учествувале и сме преземале мерки од различен калибар, сме учествувале и најчесто овој временски период, значи има појава на давеници, има појава на лица кои што со разни пловни објекти од X причини заталкаат, ќе се изгубат, затоа при тоа имајќи предвид и самите временски неприлики, ето и самите видовте колку може да се смени самата состојба на езерските води при едно појава на дожд, значи разбранувањата кои што се уват нормално во самите езерски води можат да допринесат и за такви несакани последици. Иначе сме учествувале во безброј акции. Најчесто сето тоа го правиме во координација со останатите полициски станици, бидејќи самиот начин наш на работа не може да вроди со плод без да имаме тесна соработка со останатите полициски станици кои што гравитираат покрај брегот на Охридското езеро. Односно, тоа се полициската станица за граничен премин и граничен надзор Свети Наум, полициската станица од општа надлежност со Охрид, полициската станица од општа надлежност Струга и таму на крај исто полициската станица за граничен надзор Франгово, која што е исто така во склоп на самиот регионален центар, каде што е во кој центар спаѓа и нашава полициска станица за граничен надзор Охридско езеро. Со што располага езерската полиција, дали сте доволно опремени? Да, доволно сме опремени. Располагаме со глисери, располагаме со скутери за навода и така да имаме дополнителна друга опрема, сите глисери со кои што патрулираме, како што и овај кои што сме во моментов сега се опремени со навигацијски уреди со кои што го следиме буквално секој дел од езерските води.